Физика за 9-то оделение. Урамнотежување лулашки. На нишалка во детско игралиште Горан и Калина се нишат. Горан има маса од 75 кг, а Калина од 50 кг. Каде треба да седнат Горан и Калина за лостот да биде во рамнотежа? Масата на Горан 75 кг, масата на Калина 50 кг. Ке ја пресметам тежината на Горан и на Калина, според равенката Г да е еднакво на М по Г. Ке ги заменам вредностите со тоа што Г ке го заокружам на 10 њутни врз килограм. Па тежината на Горан ке биде Г на Горан е еднакво на 75 килограми по 10 њутни врз килограм. Килограм и килограм ке скратам и ке добијам дека тежината на Горан е 750 њутни. Истото ке го направам и со Калина. Значи, тежината на Калина е еднакво на масата на Калина по Г. Тежината на Калина е еднакво на 50 килограми по 10 њутни врз килограм и ќе добијам дека тежината на Калина изнесува 500 њутни. Кракот на Калина ќе го обележам со А, не ми е познат, а додека кракот на Горан ќе го обележам со Б, исто така не ми е познат. И сега ќе го применам законот за лостот, кој што вели дека моментите на Горан и моментот на Калина треба да се исти. Или обратно, моментот на Калина треба да е ист со моментот на Горан. Како и да напишеме, ќе биде во ред. И одиме сега. Заменуваме тежината на Калина по кракот, односно растојанието на кое што седнала од подпирката, да е еднакво на тежината на Горан по кракот, односно растојанието на кое што седнала од подпирката. Го обележав со Б. И заменувам сега вредностите. Тука тежината на Калина е 500 њутни по А, да е еднакво на 750 њутни по Б. Од ова произлегува дека А е еднакво на 750 њутни по Б врз 500 њутни. Тоа е затоа што тука со 500 њутни множевне, кога премина од другата страна, сега ќе делиме. Значи, А е еднакво на 1,5 Б. Ова би било решението на ова задача. Значи, самата задача има повеќе решенија. Например, ако Б изнесува 1 метар, еве да предпоставиме Б да е еднакво на 1 метар. А колку ќе биде? Имаме 1,5 по 1. И веднаш знаеме дека А изнесува 1,5 метри. Или да речеме, ако Б е еднакво на 2 метри, 1,5 по 2 ќе биде 3 метри. Значи, Калина ќе мора да седне на 3 метри. И така натаму. Значи, самата задача има повеќе решенија. Помогни им на Илина и Јана како да седнат на лулашката која е долга 5 метри. А подпирката се наоѓа точно на средината, за да можат непречено да се лулат. Значи, А е еднакво на Б, тоа е еднакво на 1/2 од Л, а тоа е еднакво на 2,5 метри. Илина има маса од 40 килограми, а Јана има маса од 50 килограми.
Kade da sedne Jana, a kade da sedne Ilina. Znači A i B se prašalnici. За да ја пресметам оваа задача, треба да ги одредам и тежините на Илина и на Јана. Па, тежината на Илина ќе биде еднаква на 40 килограми по 10 нјутни врз килограм. Значи, тежината на Илина е еднаква на 40 по 10 нјутни, тоа е 400 нјутни. Истото ќе направам и за Јана. Тежината на Јана е еднаква на, не мора се ова да пишувам, само ќе заменам тука наместо 40 ќе ставам 50 килограми по 10 нјутни врз килограм и ќе добијам дека тежината на Јана е 500 нјутни. Значи се барат краците. Кракот А ќе биде кај Илина, а додека кракот Б кај Јана. Повторно, како во претходната задача, ќе се повикам за законот на лостот. Односно, моментот на Илина треба да е идентичен со моментот на Јана. Што значи тоа? Дека производот од тежината на Илина по нејзиниот крак, односно растојание на кое што седнала на лостот од подпирката, е еднакво на тежината на Јана по кракот, односно растојанието на кое што седнала од подпирката. И сега ќе ги заменам вредностите. Значи 400 нјутни по А да е еднакво на 500 нјутни по Б. Од ова А ќе го најдам како 500 нјутни по Б врз 400 нјутни. Нјутон и нјутон ќе скратам, 2 нули, 2 нули и добивам дека А е еднакво на 1,25 Б или Б. Ова е решението на ова задача. Значи, ако Јана седнала на растојание од 1 метар, еве да предпоставиме дека Б изнесувало 1 метар, а во овој случај, односно местото каде што ќе треба да седне Илина, ќе биде 1,25 Б, односно 1,25 по 1 метар. И ќе добиеме дека А е еднакво на 1,25 метри. Или пак, да предпоставиме дека, или да видиме дали би можело во конкретниот случај Јана да седне на растојание од 2 метри. Значи, ако Б е еднакво на 2 метри, А ќе биде 1,25 по 2 метри. Од ова произлегува дека А е еднакво на 2,5 метри. Значи, ова е она последна крајност или крајниот резултат што потврдува дека во конкретниот случај Илина би можела да седне на самиот крај. Тогаш Јана ќе седне на 2 метри и повторно лостот ќе биде во рамнотежа. Значи и ова задача, како и претходната, има повеќе решенија. Трета задача. Солинијар и молив направи лост лулашка на растојание од 9 cm од подпирката, постави коцка со тежина од 0,1 нјутон. На кое растојание од другата страна од моливот ќе поставиш 3 такви коцки наредени една на друга. 3 коцки по 0,1 нјутон имат тежина од 0,3 нјутни. Значи силата на другиот крак ќе биде со големина од 0,3 нјутни. Па го издвојувам и запишувам познатото.
Знам дека силата F1 ми е 0,1 ньютон и действува на расстојание, односно нејзиниот крак изнесува 9 сантиметри. Потоа исто така знам дека големината на силата F2 е 0,3 ньютони, но не ми е познат кракот на кој што таа действува. Сега се повикувам на законот за лостот, кој ми кажува дека моментот на силата F1 или силата од едната страна на лостот е еднаква на моментот на силата од другата страна на лостот. Самите моменти ги заменувам со производите на силите и нивните краци, односно F1 по А да е еднакво на F2 по Б. Сега ќе ги заменам тие вредности, односно наместо F1 ќе запишам 0,1 ньютон по 9 сантиметри да е еднаков на 0,3 ньютони по Б. Решавам, веќе кажав дека не мора секогаш да претвораме единиците мерки, особено кога тие се јавуваат од едната и од другата страна на равенството, зашто тогаш можеме и да ги скратиме. Па во овој случај ќе скратам ньютон и ньютон. Центиметрите ќе ги оставам во центиметри, да не работам со големи децимални броеви. И сега ќе пресметам 0,1 по 9 е 0,9 сантиметри, да е еднакво на 0,3 Б или 0,3 по Б. Од ова произлегува дека Б е еднакво на 0,9 сантиметри врз 0,3. Од ова произлегува дека Б е еднакво на 3 сантиметри. Значи, должината на кракот на втората сила, сила F2, тоа се овие три коцки наредени една врз друга, ќе действува на расстојание од 0,3 сантиметри и овој лост што би го направиле од моливот и од еден линијар би бил во рамнотежа. Ја скицирав и четвртата задача, во која што се зборува за лулашка клацкалка која има должина од 5 метри и е потпрена во средина. Бојан е тежок 600 ньутни и седнал 2 метри од подпирката. Тоа веднаш можам да го запишам, значи F1 е еднакво на 600 ньутни, а А изнесува 2 метри. А Марко на расстојание од 1,5 метри. Значи Б е еднакво на 1,5 метри. Колкава маса има Марко? Значи во задачата се бара да ја пресметаме масата на Марко. М на Марко е прашалник. Не мораме дури овој индекс М да ставаме, зашто се бара само масата на Марко. Сега ќе се обидеме да пресметаме. Повторно треба да се повикаме на законот за лостот. Значи М на Бојан е еднакво на М на Марко, односно моментот на Бојан е идентичен со моментот на Марко. Бојан има тежина од 600 ньутни, значи F1 по А е еднакво на F2 по Б. F1 ќе замениме со тие 600 ньутни, а Ато со 2 метри по 2 метри е еднакво на F2 ни е непознато, го препишуваме по Б. Б ни е познато, тоа изнесува 1,5 метри. Ова сила F2, односно тежината на Марко, ќе ја добиеме
како 600 њутни по 2 метри врз 1,5 метри. Метар и метар ке скратиме и ке добиеме дека F2 е еднакво на 2 по 600, тоа е 1200 њутни врз 1,5. Значи F2 е еднакво на 800 њутни. Сега ќе се повикаме на втор Њутнов закон и ќе најдеме масата на телото, зашто всушност ова се работи за тежината на Марко, која што е еднаква на масата на Марко по Г. Од ова произлегува дека масата на Марко е еднаква на тежината на Марко врз Г. Ако Г го заокружиме на 10 њутни врз килограм, ќе добиеме дека масата на Марко изнесува 800 њутни врз 10 њутни врз килограм. Њутн и њутн ке кратиме, 0 и 0 ке кратиме, 80 делено на 1 е еднакво на 80 килограми. Значи тоа се барало во задачата и дојдовме до заклучок дека Марко имал маса од 80 килограми. На една лулашка 1 метар од подпирката седнал таткото со маса од 80 килограми. На кое растојание треба да седне синот кој има маса од 20 килограми за да се воспостави рамнотежа на лулашката? За да ја пресметам оваа задача, прво ќе ја најдам тежината на таткото. Знаеме веќе како се пресметува и од претходните задачи, така да тежината на таткото ќе ја добијам кога неговата маса ќе ја помножам со Г, а за Г ќе земам, односно ќе ја заокружам вредноста, иако сите знаеме дека вредноста е 9,81, ние ќе ја заокружиме на 10 њутни врз килограм. И продолжувам. Значи Г на таткото е еднакво на 80 килограми по 10 њутни врз килограм. Килограм и килограм ќе скратам и ќе добијам дека тежината на таткото изнесува 800 њутни. И сега ќе се повикам на законот за лостот, кој ми кажува дека моментот на силата на таткото треба да е еднаков на моментот на силата на синот. Односно, Г на таткото по А да биде еднакво на Г на синот по Б. Г на таткото веќе одредив, тоа е 800 њутни по А е 1 метар, да е еднакво на Г на синот, ќе биде на идентичен начин пресметано, ќе ја употребам истата равенка, само што сега наместо 80 килограми ќе употребам 20 килограми. 20 килограми по 10, тоа е 200, значи 200 њутни по Б. Ке пресметам, 800 њутни по 1 метар е еднакво на 800 њутн метри, да е еднакво на 200 њутни по Б. Значи 800 њутн метри врз 200 њутни е еднакво на Б. Њутн и њутн ке скратам, овие две нули и овие две нули ке ги скратам и ке добијам 8 метри врз 2. Значи, од ова следува дека Б е еднакво на 8 метри врз 2. Од каде што следува дека Б е еднакво на 4 метри. Ова е решението на петтата задача.
Значи, ако таткото седне на растояние 1 метар од подпирката, а има маса од 80 килограми, неговиот син, кој што има маса 20 килограми, треба да седне на растояние од 4 метри за лостот да биде во рамнотежа.